100 сенатори, по 50 од редовите на демократите и на републиканците, ги слушаат аргументите за и против од повикување на поранешниот председател. Дел од нив и самите беа сведоци на настаните од 6 јануари, кога беа принудени да се евакуираат. Судењето започна со прикажување драматични снимки од насилниот упад, кој резултираше со 5 починати. Доналд Трамп е обвинет за поттикнување. When you catch somebody in a fraud, you're allowed to go by very different rules. Тој лажно тврдеше дека победил на изборите и ги повика поддржувачите да го спречат потврдувањето на резултатот во Конгресот. The gravest charges ever brought against a president of the United States in American history. Досега над 200 луѓе се обвинети во врска со насилствата. Дел од законодавците предупредуваат дека овој ден може во иднина да стане инспирација за домашен екстремизам и за злоупотреба на председателската моќ. This cannot be the future of America. We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government and our institutions because they refuse to accept the will of the people. Поради ова, демократите сметаат дека Доналд Трамп мора да се соочи со правдата, иако повеќе не е на функцијата. Presidents can't inflame insurrection in their final weeks and then walk away like nothing happened. За осудителна пресуда е потребно двотретинско мнозинство во Сенатот. Под предпоставка дека сите 50 демократи ќе гласаат за, ќе бидат потребни уште 17 гласови од републиканците. Доколку е прогласен за виновен, сенаторите ќе гласаат уште еднаш за да одлучат дали ќе добие доживотна забрана да биде на федерална функција. Одбраната на Доналд Трамп тврди дека токму ова е вистинската причина за, како што велат, политички мотивираниот импичмент. For a great many Americans see this process for exactly what it is. A chance by a group of partisan politicians seeking to eliminate Donald Trump from the American political scene and seeking to disenfranchise 74 million plus American voters. Адвокатите на Трамп велат и дека тој нема никаква одговорност за нападот во Конгресот. Тие тврдат дека неговата реторика била дозволив политички говор кој е заштитен со првиот амандман од Уставот. Доналд Трамп е единствениот американски председател кој по втор пат се соочил со импичмент. Тој ја одби поканата да сведочи и нема да се појави во Конгресот. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.